Денеска сакам да презентирам концепт за формирање на слободни здравствени зони, кој го уредуваме со предлог закон за основање на слободна здравствена зона. Ова е проект кој што ни е ветен во програмата за работа на владата на Република Македонија и е ветено дека слободната здравствена зона ќе се отвори во 2017 година. Ние во овој период активно работевме на креирање, изготвување на ваков закон за слободни здравствени зони, кој што го разгледавме на седница на Економскиот совет на владата на Република Македонија, при што го усвоивме како концепт за натамошна дебата во Република Македонија. Со предлог Законот за слободни здравствени зони се уредуваат условите, начинот и постапката за основање, развој и работење на слободните здравствени зони, како и дејностите кои се вршат во слободните здравствени зони, здравствената и високообразовната дејност и посебните услови за нивно вршење. Воедно со овој предлог закон јасно ги утврдуваме можностите, поволностите и придобивките од основање на здравствени и високообразовни установи од областа на медицината во рамки на слободна здравствена зона. Ќе видите понатаму дека станува збор за исклучително интересен концепт кој што функционира во Дубај, во Јужна Кореја во еден сегмент и сега започнуваат исто и во Турција. Значи многу нов и современ концепт генерално во светот. Целта на овој предлог е со формирањето на слободните здравствени зони да се овозможи развој на здравствен туризам, привлекување на странски капитал за воедување на нови здравствени методи и постапки, трансфер на ноу-хау и технологија, зголемување на конкурентноста и вработувањето, како и зголемување на квалитетот на високообразовната понуда од областа на медицината. Во однос на бенефитите кои се овозможуваат за корисниците на зоната, сакам да истакнам државната помош, која се доделува во облик на регионална помош и изнесува најмногу до 50% од оправданите инвестициски трошоци или трошоците за плата на новоотворените работни места за период од 2 години. Генерално, како е замислен целиот концепт? Целиот концепт е замислен да се оформи една здравствена зона на поголема територија, најверојатно би било некаде во Скопје, 15 или 20 хектари, во која што би биле сместени болници, кои што би ги основале, изградиле и во нив би работеле странски компании, кои што имаат точно определено ниво на искуство и исполнуваат определени услови за кои што денеска на оваа пресконференција ќе информирам. И исто така имаат сериозни поволности за кои што исто така во продолжение ќе информирам, а една од тие поволности е оваа поволност за доделување на државна помош. Исто така, корисниците на слободната здравствена зона, значи болниците кои што ќе бидат изградени во оваа здравствена зона, предвидуваме значени даночни и царински ослободувања. Според следниот принцип, и тоа данок на добивка во период од 10 години и персонален данок на доход на примање по основ на платите на вработени лица за период од 10 години, од денот на започнување на вршење на здравствената дејност во зоната, односно денот на исплата на првата плата на вработените во овие болници изградени во здравствената зона. Во рамки на даночните олеснувања, сакам да истакнам дека корисникот на зоната се ослободува од плаќање на данок на додадена вредност и царински давачки. Значи, болниците кои што ќе работат во зоната се ослободуваат од плаќање на данок на додадена вредност и царински давачки, при увоз на медицинска опрема, при увоз на лекови, при увоз на медицински потрошен материјал, медицински помагала, при увоз на добрата наменети за изградба на градежен објект, електрична енергија, возила за итна медицинска помош и специјално опремени возила. Споменатите услови важат доколку наведените добра се увезени од страна на корисникот на зоната заради вршење на здравствена дејност или високообразовна дејност од областа на медицината. Како што споменав, целта е во слободната здравствена зона да поттикнеме вршење на високообразовна дејност од областа на високообразовна дејност од областа на медицинските науки, паралелно со вршење на здравствената дејност. За таа цел, на корисникот на зоната подлежи на ослободување и враќање на данок на додадена вредност, увозни давачки и акцизи за период од 15 години, доколку во зоната истиот корисник врши истовремено и здравствена и високообразовна дејност. Значи, доколку врши само здравствена дејност, тогаш ослободувањето е 10 години. Доколку врши здравствена и високообразовна дејност, тогаш ослободувањето е 15 години.
Исто така, на корисникот на зоната, кој обезбедува нови вработувања, предвидуваме додување на помош за обука, и тоа за посебна обука за стекнување на теоретско и практично знаење, применливо за работни места на установата која што е корисник на зоната, или општа обука за стекнување на теоретско и практично знаење, применливо за работните места во установата корисник на зоната, но и за работни места во други установи. Помошта за обука може да биде доделена на корисникот во зона во висина до 60% од оправданите трошоци во случај на општа обука и во износ до 25% од оправданите трошоци во случај на посебна обука. Сакам да потенцирам дека за корисниците на зоната предвидовме и поволности за уредување на градежно земјиште, со тоа што корисникот е ослободен од плаќање на доместок за уредување на земјиштето, комунални. Земјиштето во рамки на слободната здравствена зона ќе може да се продава или да се дава под закуп, во зависност од изборот на корисникот. Исто така, владата на Република Македонија може да учествува во трошоците за изградба на градежен објект за корисник на зоната во висина најмногу до 500.000 евра, а во денарска противвредност во зависност од висината на инвестиционите вложувања на корисникот и бројот на предвидени нови вработувања. Покрај сите наведени поволности и погодности, наменети за корисниците на слободната здравствена зона, очекуваме и соодветен фидбек од страна на корисниците, особено што со договорот за вршење на здравствена дејност, а воедно и како услов за користење на државна помош, се обврзуваат да воведат нови здравствени методи или постапки за превенција, дијагностика и лекување на болести кои дотогаш не се користеле во Република Македонија. Тоа значи, оние кои што ќе отворат болници тука имаат обврска во тие новоотворени болници да воведат методи кои што досега не се работат во Република Македонија. Исто така, доколку корисникот го раскине договорот за користење на зоната пред истекот на периодот од 10 години, значи ја даваме оваа можност, пошто договорот се склучува за 10 години, односно за 15 години, колку што трае ослободувањето од плаќање на данок, доколку го раскине договорот, односно формално излезе од зоната, во тој случај треба да ги врати сите поволности што ги земал соодветно на периодот кој што преостанал до исполнување на договорот. Например, ако има договор за 10 години, а излезе од зоната 5-та година, тогаш примил 500.000 евра државна помош, тогаш треба да врати 250.000 евра, како и сите останати поволности што ги имала, кои што може да се квантифицираат. Сакам да напоменам дека здравствените услуги во зоната нема да бидат достапни за граѓаните на Република Македонија и на Косово во првите 10 години од отварањето на здравствената установа во зоната. Ова го предвидуваме со цел да не предизвикаме расстройство на пазарот, односно нарушување на конкуренцијата и нелојална конкуренција, особено во однос на веќе отворените приватни болници и приватни здравствени установи во Република Македонија, кои што при отварањето ги немале овие поволности, услугите во најголем дел ги користат граѓаните од нашата земја и од Косово.